Добре дојдовте, фала му на Бога што гледам дека има ревност и Господ зраја да ви дојде, да ви даде на третиот час по веронаука. Па искрено да ви кажам, да не беше ова тетрадка, немаше да знам ни дека е трети, бидејќи мислам вчера почнавме, а веќе имаме нешто позади себе, ме радува што ве гледам во толков број. Луѓе сме, понекога знаеме да направиме мали мани, понекогаш знаеме и да забравиме нешто, некој мачи љубов, некој друго. И заборавивме да ја истакнеме со лист темата која ќе биде, но мило ми е што веќе гледам дека сте тука. Мислам дека и ја знаете темата. Колку толку на интернет имаше, но без разлика знаеле, не знаеле тема, еден од фактите што ме радува што веќе имам пред мене. Темата е од суштинско значење за самиот поим веронаука, самиот поим христијанство. Тема на денешното предавање ќе биде молитвата, разговор со Бог. Но би сакал пред да започнеме да збориме со молитвата, да направиме една кратка ретроспектива од тоа што случивме на претходните часови. Или благо речено, ја примам тетрадка со голем табак, нема да ви спрашам, но ќе направиме чисто еден мал разговор. Овој пат ќе го водиме со вас. Јас ќе ве прашам. Тоа е. Оние што не биле на претходните 2 часа имаат право да не одговараат и да слушаат. Значи, првиот час се одговаравме за христијанство, така? Да. Што рековме? Што е христијанството? Верата во Бог. Добро. Добро. Зошто христијанството се нарекува христијанство? Поради кого? Поради пасот кон Христа. Точно. Исто така изборевме за Исус Христос што значи. Добро, можеби се заборавиле сепак. Исус значи спасител, Христос значи помазаник. Тоа исто. Добро. Потоа спомнавме, тоа ќе апелирам и секој час ќе ви ги кажувам тие две најголемите заповеди за да ги научите, кога зборевме за суштината на христијанството. Во што се состои суштината на христијанството? Беа 2 заповеди. Текнува на некој, 5 дојува. Во љуби го својот ближник како себе си. Добро, и другата? Верувам во еден Бог, најверојатно. 4+. Значи 4+. Во силу во Бога Со сето свое срце, со сето своја душа и со сето своја повеќе. Браво. ја мислам 5 Десета. 5+. Значи, во Библијата вели бидете како деца бидејќи на таквите им приличи Царството Небесно, кога се вели на тоа, се мисли на духот, но ја ви велам бидете и на деца и по ревноста бидејќи Евио знае. Зато 5 кино. Зашто? Ја се оправдам не видело. Часа во литро. Оправдани. Оправдани. Не правдам така. Добро, после тоа втора тема ни беше околу крстот Христос. Пошто рековме дека крстот Христос за нас е познат. Дејан заборавил да го сине, но супер што го има. Пошто крстот Христос е за нас познат. Поради тоа што кој беше Исус Христос се разрнен. точно. И што велиме дека со раснувањето на Христос се случи? Точно. И со што беше победено што? Смртта се ја Таја победи. Со смртта е победа. Стварно има кандидати за 5 на половина. Изменимо и кон еден. Молам? Кон еден е стенимо, не кон 5. Па, добро. Знаете што? Бог и еден е најголем. Да, велиме за оцена. Инаку Бог е 1 во 3. 1 во 3 Ако сме веќе академски граѓани петица, зашто значи не, да се стремиме секој ден. Секој ден? Нема проблем. Не голем оценка. Еден. Добро. Значи, ме радува што колку толку нешто сте запомнили од тоа. Сега, молитвата, разговор со Бога е темата. Мислам и самата тема веќе објаснува многу. Молитвата, што е и како е.
Веќе поимот разговор, ако го земеме да го објасниме, разговор значи самиот поим разговор, јас кога се обраќам на вас. Иако ова е предавање, дето 25 години ви држи предавање, сепак ова е разговор. Но кога збориме за молитвата како разговор со Бога, молитвата е всушност оној вистинскиот спасителен разговор која не води кон единиот Бог. Оној спасителен разговор кој не одржува во врска со единиот Бог. Еве да ви дадам еден пример. Ова е мобилен телефон. И замислете, го имате вие мобилниот телефон од, да речеме, Ѓорги Иванов, председател на држава. И во секој момент, кога имате проблем, може да му се јавите на некој. Ви дал бројот. Това е молитвата. Значи, Бог ни даде на нас, луѓето, средство со кое можеме да го повикаме некој. Со кое можеме во секој момент да му се обратиме. За нашите маки, за нашите немојки, како што реков на претходното, за сите наши немојки, најпрво ќе ги ставиме на крстот Христов и ќе му се обратиме на Бога во молитва. Ви спомнав и молитвата дека е пат. Да. Разговор кон Бога и пат. Како што имам тука запишано, таа пат кон Бога има за цел да стигнеме до Него. Но не само да стигнеме, но и да се соединиме со Него. Молитвата е оружје на душата и атмосфера во која живее душата. Значи, оружје на душата, атмосфера во која живее душата, може би малку ни личи на поим абстракт. Зошто реков најпрви пат на душата кон Бог. Бидејќи, замислете ја ситуацијата вака. Ние сме луѓе и за да дојдеме кон друг, или најпрви кога се договориме по телефон, идеме кон тебе, или еве, како што јас идам кон презбитерата, така доаѓа. Но имаме таа природа човечка. Молитвата е таква што е единствениот пат кон Бога. Е единственото нешто кој не соединува со Бога. Бидејќи, видете, Бог е дух. Тој е семоќен. Ние сме создадени од Него. И на никој друг начин ние не можеме да се соединиме кон Бога, ниту на некој друг начин ние можеме да отидеме кон Бога. Реално да збориме. Доколку не се помолиме искрено, нема ни Бога да го најдеме во себе. Велам, испомнав тука оружје. Добро, сега кога ќе кажеме оружје, највише ни текнува калашников и нешто слично. Или лостегарките, као мали што си играхме, еве клупи си играм, најверојатно. Али, велиме, е оружје. Го велам тоа бидејќи единствено преку молитвата. И со молитвата што ќе го објаснам попосле, можеме да ги победиме немојките што ни се случуваат во животот и оние моменти за кои сушност ние не сме мојни. Духовна тага, жалост, проблеми и нешто слично. Еве, например, колку од вас сте биле во безизвестна ситуација? Ствари кец. Супер ќе биде сите кец. Значи сте биле во безизвестна ситуација. Кој е единствениот спас во безизвестна ситуација? Убаво вели, во Библијата секој оној кој се надева на синовите на човечки не може да добие ни помош, ни спасение. Единствено, нешто што ви помогнало во тој момент е кога сте се обрнале кон честниот крст Христов, кон иконата, кога сте со сокрушено срце, со понизено срце дошле во светиот храм, се помолите пред Бога да побарате прошка и да речете: Боже, нека биде Твојата волја, не мојата. Бидејќи ти најдобро од мене знаеш што сакам.
Зошто го велам ово? Бидејќи, драги браќи и сестри, Дејан е човек, Дејан може би знае нешто што сака, може би не знае што сака, не знае вие што сака. Не ги знае ни вашите мисли, ни ништо. Доколку на Дејан не му кажете дека ви се пие вода, нема да замолите скапале да донесе вода. Или пон да донесе вода. Бог и знае нашите мисли. Бог знае најдобро што е за нас и сето тоа би ни го дал. Но, ви реков, Дејан не ги знае, Бог ги знае. Ќе побарате од Дејан, Дејан доколку е добар, ќе ви даде. Бог е добар, Бог дава, но единствено кога ќе побараме од Него во молитва ќе го добие. А што ќе добие? Пари, глас, лото, седница, не. Здраве, среќа, здраве, среќа, здраве, среќа. Знаете, многу го слушам па. Поздравле, Мора да знаете, баш што ми го кажувате здраве и среќа, ке одлута малку од темата, ќе знам каде сум. Мислете. Здраве и среќа. Што е најважното во животот? Може би сте слушнале за многострадалниот Јов. Ако не сте слушнале, Дејан заклучил школа да ви објаснам. Многострадалниот Јов беше праведен човек, кој, за разлика од мене, живееше многу праведен живот. Имаше 7 синови, 7 керки, една сопруга, и изобилство на имот, изобилство на стока, земја. Блеска се од здраве, како што моментално блеска и Дејан. Дојде ѓаволот пред Бога и му рече: слушај, овој Јов моментално е ваков бидејќи ти се му даваш, има здравје, има среќа, има напредок у работа, се има. Дај да го земеме тоа, да име шо ќе биде. Бог му рече: земи го тоа, не му да се души. Бог дозволи демонот да даде искушение врз Јов. Истина се случија. 7 керки и 7 сина, како се родија, така се упоколија пред Бога. Сиот имот, како се стекна, изгоре. Се. И остана Јов сам во марки, од неговото тело излегуваше гној и до него женичката. И трој се пријадат до него, како например е Чишо Драги, Чико Бранко и Бохо. И човекот се мучеше и овие му викаат: "Абе, ти си грешен и затоа Бог те казнува." Жена му викаше: "Ајде више, земи хули на Бог и да умреш." У тој момент тој рече: "Господ даде, Господ зеде, нека ме благослови неговото Господ." Целата суштина на овој зборење на Дејан беше таа фраза. Зошто? Бидејќи Бог дава, Бог зема. Бог дава и Бог зема бидејќи знае што е најдобро за нас. Во еден момент размислува за многу работи и околу здравје, околу што ни се случува. Еве, например, ти се расипе кола, акумулатор не ти пали слично. Зошто тоа Бог мене не го прави? Или зошто јас се разболувам? Дали некој од вас, кога паднал болен, размислил дека тоа Бог го прави со цело друго слово се случува? Колку од вас сте размислили? Реално, не знам. Не е најбитното здравјето и среќата. Бидејќи, што вели Христос во Новиот Завет? И значи со тоа ни се обраќа на нас сите христијани, што треба најпрви да бараме? Вели: не плашете се од оние што можат да ви губиат телото. Реално, еве, Свети Димитри. Велиме дека тој маченик, така? А маченик што значи? Мачен ради Христа. Тој не бараше од Бога здравје и среќа. Тој побара од Бога да се исполни волјата негова и да му го даде она за што е создаден човек.
правят. Пред се, вели Христос, потоа плашете се од оние што може да ви напакостат на душата. Тоа не е ниту власта, тоа не е ниту терористите, Осама Бин Ладен и слични на таму. Тоа не е ниту човек со нож што види, или човек што сака да ве тепа. Тоа е демон, кој единствено може да ви напокости на душата поради гревовете. Така да направим во молитва. Не треба да бараме здравие и среќа само, бидејќи погледнете, бараме здравие и среќа. Дали побаравме, добро Боже, спаси ја мојата душа, Боже, раководи со мене, бидејќи ти знаеш најдобро што ми треба. А ако Бог знае најдобро што ни треба, и ако Бог ни даде духовна зрелост, духовна чистина, ни помогне во духовниот подвиг, зарем мислите дека и здравието би изостанало? Не. Еве, имаше, вчера читав така, пак бегам од темата. Бегач. Вчера читав еден пример со еден старец. Старецот бил монах на Света Гора и иде прв пат во живот после 80 години на доктор у Грција, му се слошало. И ко прегледуваат грчкиве доктори се фаќаат за глава. И добро вели, што е работа? Добро вели, оче, дали знаеш што се случува со тебе? Болен сум, вели, кашлам, нешто ме боли, не знам што ми е. Ме донесоа браќата, бидејќи да не ме донесоа, јас немаше да дојдам тука 100%. Оче вели, твоите внатрешни органи се топат. Ја вели, што значи тоа се топат? А вели, ти човече како остана жив? Потоа се молев на Бога за мое спасение, за духовно спасение на браќата мои. И еве прв пат после 80 години се разборав. Било што било, старецот се упокоил за неколку дена пред Бога и сега црквата го празнува него како светител. Не побара тој здрави среќа. А му даде. Му даде. Исто и примерот со праведниот Соломон. Да читате Библија и на вистина, тој гледаме со Отец Добри, да можеме и да ви поделиме неколку виза на часот. Кога Бог му рече на Соломон, Соломоне, побара од мене што сака секи ти дадам, тој не рече, бе Боже, дај ми здравие, среќа, пари. Тој рече, дај ми само мудрост. Тебе ти слуша. И сте слушнали за родниците на Соломон. Имате книги, лектира со родниците на Соломон во градска библиотека, кога сакате може да прочитате. Значи, неговото богатство и во Библија опишано и во книги, како што го имал до сега никој не го имал човек. А сепак од Бога побара мудрост, здравие и среќа. Така да се запрашаме по некој пат, зошто на вистина имаме малку? Бидејќи може би не знаеме на вистина што сакаме и што молиме. Дали сте се запрашали? Или сега, кога збориме за поимот среќа, дали знаеме што е поимот среќа? Дали поимот среќа е, oh yes, I'm happy, добив спортска? Не. Дали поимот среќа е, например, среќен си, бидејќи да наставникот не ти ставил единица, те промашал. Тоа може би да се рече дека си се погодило нешто слично, но ако го земете да го разгледате поимот среќа, завршувам за една минута со одбегање, доаѓа од црковно-словенскиот збор срешта, што значи средба, а не да добијам спортска, да добијам на лото, таскало да не ми стаи кец, да положам на испит, ево ще сакам да положам на испит, и уште нешто што слично. Срешта значи средба, со кого? Со кого? Дај кажете, со Бога, така не се срамете? Не се срамете. Така, сега, велиме, молитвата е разговор со Бога,
И се запрашувам јас, би го поставувам прашањето и вам. Како вие би го запознале, например, Дејан? Не го знаете, прв пат го гледате, сте чуле дека детето е од Паланка, сте чуле дека е на мајка и на татко, како ќе го запознаете? Како човек запознавате? Разговор со некој. Така, Господ да ви даде. Зошто цела много? На кој начин Бога ќе го запознаеме? Со молитва. Господ да ви даде пак. И по некоја петка. И седмица на лото. Затоа велам дека и молитвата е испознавање на Бога. Свети апостол Павле кај Солуњаните вели го, молете се постојано. Зошто Свети апостол Павле вели молете се постојано? Дали оти тој немал друга работа, немал жена, деца, не се грижал за дали садовите му се изменили или напишал домашно? Фала му на Бога што нямам домашно. Ке пишувате ли? Не. Тоа го вели бидејќи молитвата треба да биде неизоставен дел од човекот. Како може, например, сега да се молиме кога седиме, што Бранко седи, како што седам јас, и како може да се молиме, седиме и да слушаме Дејан што збори или стоиме, работиме, како горе да сликаме, оти нема друг кој да слика, добро слика. Како може да се молиме за време на таа работа? Со тоа што ќе вршиме се со страв Божи, се во слава на Бога и додека тоа ќе го вршиме, едноставно ќе велиме слава ти Боже. Дали тоа е молитва? Ќе видите после рекламите, тоест не. Може би на Златен канал се гледаш реклами. Но и за тоа ќе ви објаснам. Но веќе кога збориме за молитва, разговор со Бога, молитва, спознавање со Бога, да се запрашаме што е молитва. Мислам, ви кажем, разговор со Бога, пат кон Бога, оружје на душата. Значи имате дефиниција. Добро, но што е молитва вистинска, што е лажна? Дали вистинска молитва е, јас кој ќе застанам и ќе се молам на Бога, слушај, овај комшијата многу ме нервира, козата да му уме. На паланички диалект, мако да ме насмеја. Дали молитва е која ќе речам, Боже, прости ни ги гревовите на сите и води на кон спасението. Значи имаме веќе еден поим што е молитва. Браќа и сестри, молитвата се познава по неколку ситни работи. По што? По исполнувањето, ситната и некрупната, и по духот. Како по исполнувањето? Како по духот? Дечко се избори исполнување дух, не е објасно. Така, вистински ќе се молиш, кога ќе се обрнеш или кон иконата или кон Бога, ќе се сосредоточиш и искрено ќе му речеш на Бога, Боже, помогни ми греши. Боже, помогни ми тонам во моите согрешенија. Но, кога ќе го велиш тоа да излегува од твоето срце, како ти излегува од твоето срце, ако тоа не го чувствуваш? Или, навистина денеска, еден пример со нас младеви, те сакам велиме скроз секој. Ама како ќе биде тоа вистинско, те сакам доколку не го чувствуваш? Или, на крај крајва, каква ќе биде таа молитва ако не ја чувствуваме од срце? Тоа е духот. Доколку ја чувствуваш, доколку на вистина е тоа во тебе. И единствено, само таква молитва може да биде исполнета. Ќе ви давам пример. Во Русија, би ви предложил да видите на интернет, докато немате сега Господ да ви даде, Русија е позната по црквено велелепи. По големи служби, буквално убаво украсени храмови и убави одежди. Се случува, значи, следново. Има архиерејска литургија, тоа е литургија со присуство на повеќе владици,
таму верувајте се најмалку по 30, бидејќи храмовите им се поголеми од дворот. И во моментот на литургијата, еден монах има видение, му се јавува Бога и му вели: "Отче, зошто не се молите?" Абе, вели: "Боже, како не се молиме? Има 30 епископи, 100 свештеници, 20 дјакони, народ има. Крца, како не се молиме?" Еми, го воздигнал на црквата и го довел до куполата. Што слушаш? Го слушам јак бас глас на протодјаконот, ги слушам народот како пее Господи помили. Значи слушаш? Слушам, Боже, веле гласно пеење, руска е музика, повеќе гласна. Добро. Уиздигнат погоре, што слушаш? Да се слуша некој чат, патехо, камбана се слуша. Добро. Уиздигнал на небото. Дали сега слушаш нешто? Боже, јас навистина не слушам ништо. Дали знаеш зашто не слушаш? Не знам, Боже, нели молитвата е разговор со тебе, молитвата треба да стигне до тебе. Вели, ако погледнеш на срцата на оние што се во храмот, секој во моментот е понесен од својата суета, секој во моментот е понесен од своите маки и проблеми. И вели, може би некој изговара Господи помилуј, може би некој вели алелуја или амин, но тоа не стигнува до мене. Добро, зашто не стигнува, Боже? Не излегува од нивните срца, не излегува искрено. Верувајте, доаѓаме и ние на служба, се молиме, се причестуваме. Но колку од молитвата, колку од причеста, колку од тоа што кога ве венчаме, ве крштеваме, или кога на покојните, на гробовите им пееме, колку од тоа стигнува до Бога. И како ќе стигне до Бога? Но сигурно нема да стигне ако јас како свештеник го мандам кандилото и си мислам, чекат за 15 минути треба да идам ваму, и вие си мислите, дај нека заврши овој погребот, треба да раздадеме, да идеме во кафана. И тука се врти над гробот некој поговче, некој оно. Боже, што правиме? Што правиме? Ништо. Молитвата не стигнува до Бога и не фокусуваме на нашата душа, не правиме ништо. А велиме, молитвата е пат кон Бога. Молитвата е пат кон Бога доколку вистински излегува од нашето срце. И доколку вистински духот се наоѓа во неја. И тогаш вистински ќе биде исполнет. А како ќе биде исполнет? Еве, например, пак ќе ви давам пример. Сте биле во Охрид, може би сте виделе, ако не пат на телевизор. И кајче. Помалка гондолеве во Венеција, знаете дека кајчето за да оди по реката треба да е на вода, треба да има човек во кајчето и треба да има весла. Ево. Но лажната молитва, молитвата без срце, молитвата без дух е кога ќе си го земам кајчето тука, ќе си земам веслата и ќе удирам во земјата. И каде чуе да мес? Ни до ваму нема. Ни до ваму, па камоли до Охрид. Така и со молитвата лажна. Значи, молитвата мораме да разбереме дека е духовна. Молитвата произлегува од човековиот дух. Вистинската молитва, да ви го поменам. И буквално се вознесува кон духот, односно кон Бога. Видејќи, како што ви реков, Бог е дух, не е тело и месо. Исполнат молитва, богослужение, молитва. Мислам, кога ви изборев за Русиве. Како, еве сега, можеме да ги сврстиме во едно тие, иако се две, но се едно.
сето богослужење што се случува во црква, во храмот, сето богослужење кога свештеникот ќе дојде да изврши молитва на вас за било разна потреба е богослужба. Така, иако свештеникот тебе, например, кога вие сте болни, доаѓа да се помоли за вас, вие лежите и ако се моли за вас, што е служба на Бога. Бидејќи пред се му благодари на Бога за сите добрини, му благодари на Бога за се и потоа моли за покаяние. Молитвата е поврзана со богослужението, бидејќи нема друга служба на Бога и не можеме друго на Бога да му служиме освен преку молитвата во дух и освен преку нашите дела, преку нашата вера. А тя не ви ги спомна тие две работи, бидејќи се подразбираат. Тоа исто како да кажеме човек оди. Дали кога ќе ви каже некој човек оди, ви доаѓа веднашка на сликата рака човека како мене што оди на возе? Јасно е. За да биде исполнета молитвата, ја треба таа вера и ги треба тие дела. Зошто? Бидејќи кога ќе биде подкрепена и со вера и со дела, навистина Бог ја исполни. Зошто така го велам? Па, кога на вела и на дела ќе бидеме христијани. Кога и на вера и на дела, ќе знаеме што е благоугодно и ќе знаеме што треба за нашиот живот. Тој ќе го побараме од Бога, бидејќи најважно во молитвата не е да застанеме да викаме Боже дај ми здравје, молим те утре да положим слично. Најважно е во молитвата да му благодариме на Бога за сето што го направил за нас. Бидејќи пред се молитвата наша треба да биде благодарење на Бога. А потоа Боже дај ми. И како сватив дека всушност Бог има план. Кога бев 5-та година во Богословија, требаше да одиме за Ерусалим. Ама тоа беше в февруари месец, мислам. Ама не беше кажан летот, бидејќи паднало во Скопје голема магла. Ја тука нервозен, ради една магла, откажуваат лет, кои се они, ја чак Норис, веќе ќе зашијам ракави. Тоа беше петок, а во саботата требаше да стигнеме во Телавив и требаше да одиме во училиште за рабини. Тоа се деца што се подготвуваат за да бидат свештеници на евреите. Дали верувате? Може би се сеќавате, може би не. За еврејското училиште со рабини што имаше масакар каде што бомба самоубиец уби 100 души. Во тоа школа требаше јас да бидам. Да бе во тоа школа, да не паднеше магла во Скопје. Сега ќе ви држеше некој друг предавање. Така да, кога ви велам Бог не сочува и кога не ни дава нешто, не сочува поголемо зло. Сега да видиме што тука пише во китапот. Спомнавме за молитвата, а сега ќе ја упатиме на кај светата причест. Сте слушнале за света причест или упалака причест, на што викаат некој пречиста, викаат само немој да забегаме кон тие чисти работи уши детергент наставиме. Тоа е света причест. Светата причест е тело и крв Христови. Светата причест е соединување на телото и на крвта Христови со човекот кој ги прима на литургијата. Како достојно човек може да ги прими? Всушност, што е литургијата на која се врши таа причест? Молитви кои од заедницата на народот се принесуваат на Бога. И реално, на таа литургија, најпрви имаме лепи вино и пак имаме лепи вино. Вие го примате во вид на лепи вино. На таа литургија, може би не сте знаеле, сега јас ќе ви кажам, вие, народот, заедно со свештеникот, во сите делови од неја, се молите
тие леп и вино да се сторат тело и крв. Тие навистина бива тело и крв. Но како достојно ќе ги приме? Вера. И молитви. И исповед. И исповед. Погледнете зошто ви зборам дека со молитва, со вера, со исповед треба тоа да се прими со пост. Рековме, молитвата, ако ви текнува, е оружје на душата. Зошто го рече Дејан тоа? Ви кажа Дејан дека го рече бидејќи со тоа се бориме против демонот, како со духовен меч. Единствено преку тие работи. Човекот ја очистува душата од своите гревови. Бидејќи гревовите ни се таложат на душата и буквално не прлаат духовно. Духовно не прлаат. Ни го прлаат нашиот дом. Човековото тело е дом, храм на Светиот Дух. И не прават недостојни. И единствено преку таа молитва која ви велам дека е поврзана со Светата причест. Единствено преку исповед, постот, човекот може да се очисти духовно, за кој ќе дојде, ајде да поблати даде лекција и Винсен, не ги лажи со децата. Тоа се тело и крв Христови. За кој ќе дојде моментот да го примиш Христа во себе, за да бидеш духовно чист. Како ќе го примиш духовно чист? Моли се. Зарем не можеш 5 минути во денот на Бога да посветиш? Пости, Бог не бара од тебе, ако не можеш да постиш без зејтин. Се знае дека постите како се препишани. Се знае како се пропишани. Но Бог не ти рече, човече, вака, ако не постиш, готов си. Духот, па потоа буквата. Затоа никој не ве вратил и нема да ве врати во црква доколку речете поради нема да го направи тоа. Но со смиреноста постот и станува и полезен. Причеста е да ја споредиме како еден цар. Зарем еден цар би влегол во дом што е расфрлан, нечист, али што на секој страни? Не, тој би влегол во дом што е чист, дом кој мириса прекрасно, значи домакинката ги прозорите ги изчистила, изметала. Како ќе ги чистиме нашите прозори, како нашиот дом ќе го среди? Со оружјето кој ни го даде Бог. Со молитвата. Единствено дарот кој Бог ни го дава секогаш на литургијата и молитвите кои му ги пренесуваме ќе бидат примени само кога достојно и од срце ќе се подготвиме и ќе ги принесеме молитвите. Буквално молитвата е мост кон Бога. Дали тоа значи кога велам мост кон Бога? Единствено преку молитвата Бог доаѓа кон нас. Не. Бог не напушти. Бог е постојано со нас. Таа ни е дадена за ние да дојдеме кон Него. Единствено со неја ние можеме да се вратиме кон Него, можеме да се подготвиме за да го примиме Него и можеме да речеме дека достојно секоја молитва што сме ја принеле, ќе веруваме дека ќе биде исполнета. Ќе биде исполнета. Е сега, реално да збориме. Има и моменти кога нашите молитви не биваат исполнети. Зошто? Па чекај бе Боже, па не си фер. Ми требаше ова. Зошто не ми исполнуваш молитвата? Да не го волја тебе да. Па може би не требаше да добиеш, а и може би не ти давам за кога ќе го добиеш, да знаеш, да го цениш, или бидејќи може би не си исполнила полнотата на времето ти да го добиеш. Свети апостол Павле, што ви го спомнав, еден од најголемите апостоли што вели, молете се постојано.
во своите посланија зборува за една своја болест, именно тој имал падавица, имал проблеми со системот за варење. И тој вели дека Бог му даде трн ангел сатанин, во заграда болести што ќе кажа, и вели го молев Бога да ми помогне. Тој што ми рече? Доволна ти е мојата помош. Во немојта, драги браќа и сестри, се гледа Божјата семоќ. Во моментите кога сите мислат дека сте најслаби, Бог е најак по вас. Христос, кога беше распнат на крстот, беше најслаб. Не можеше да се стигне ниту вода да пие. Што исполна како би се пие вода, ќе ви наполниме. Му дадоа жолчки роз. Најслаб беше, телесно, но победи со смртта, смртта ја победи. Значи, не направи мала работа. Сега, Дејан избореше искрена и срдечна молитва, од срце молитва, и би сакал да ви прочитам неколку цитати од Новиот Завет, за да го поткрепам со слова од Бога. Кај Евангелието според Матеј, 7 глава, 7 до 8 стих се вели: сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и оној што чука ќе му биде отворено. Мислам, јас борам веќе 20 минути. Христос ми даде поука за неполна поука. Тоест, 20 секунди. Браќа и сестри, единствено оно што чука и што верува дека ќе му биде отворено. Единствено оно што бара и верува дека ќе му биде дадено, ќе му биде дадено. Колку пати од вас, некој од вас побарал од комшијата, еве, машина за дискуси трајат. По некој пат му дава, по некој пат не. Човек, луѓе. Но, кога со вера ќе побарате од Бога оној што ве возлюби и што го прати својот единороден син на крстот да се распне, зарем мислите дека ако е од пол за ваша духовна, тој нема да ви го даде? Јас искрено цврсто верувам дека тој ќе ви го даде, бидејќи самиот сум бил сведок во моменти кога сум мислел дека сум најслаб и дека Бог може би ме заборил, то никогаш не ме заборил. Никогаш. Навистина. Тој не е човек да ве заборил. Може би ќе затаи со оно што го барате вие во молитва, но ќе ви даде. А кога не ви дава, зашто не ви дава? Дали се запраша? Има нешто. Има. Дали тоа е нашето неверие? Дали е тоа што не знаеме што бараме? Или тоа е поради тоа што Бог не остава да почекаме, бидејќи не е дојде на полнотата на времето? Јас за себе, кога молам, можам да го судам, а за вас вие се знаете. И затоа и тој вели пак Дејан ја земе. А Исус им рече: заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина, премести се таму, и таа ќе се премести, ништо нема да биде за вас неможно. Интересен стих. Синапово зрно, планина и слични работи. Добро? Ајде. Синапово зрно, може би сте виделе синап, е најмалото зрно во цел свет. И од него буквално
Наставо доторо мрата да се изолтира? Не се срамите, народ. Отвори нам. Ја мислам ти сум попол за тоа се. Вие стоите. И tu сработите. Другата брат од Дејан. Добро. И другата? Ајде. Значи вака. И од мало растение, прасово растение кое е дури поголемо и од дрвото. Тоа е символиката на синот. Но тоа е символиката и на верата. Кога ти имате толку мала вера, и толку многу ќе може да ви се даде. Именно свети, може да ви сте, а може би не сте слушнале, свети Сисој Велики. Зборувал со еден монах, монахот паднал со вера и му рекол: Оче, добро, како треба да се молам? Молам не добивам. Што да правам? Тој му рекол: бе, Отец, имај вера колку си напало зрно. И да речеш нова планина и покажеш онака планината, помести се, таа ќе се помести. Во еден момент планината почнала да се помести. Тој рекол: не рекол ми. Еве што може да направи со вера? Зарем мали се примерите кога со вера се случуваат исцеление? Дали некој од вас може лично да посведочи со вера што му било исполнето од Бога, што добило од Бога? Да, има. Значи што ми има Има пример. на вистина, колку јас и да зборам, можам само тавтологија да правам. Каква треба да биде нашата молитва? Дали треба нашата молитва да биде површна и чисто? Ајде. Дали треба нашата молитва да биде се молам, а мислам на Фейсбукот, мислам на тоа дека треба да исклучам град или нешто друго? Еднашка го прашале еден старец, и тој калуѓер: добро старче, ти успеваш во духовниот живот, ние си седиме и затапуваме. Зошто? Ти успеваш во молитвата, јас не. Вели: чеда, јас кога седам, вие кога седите, веќе стоите. Јас кога стојам. Вие кога стоите, веќе одите. Јас кога одам. Вие кога одите, сте на целта. Јас кога сум на целта, вие размислувате што друго ќе правите. Ради тоа не успева. Е така, прво, молитвата треба да биде влавок. Молитвата треба да биде од срце. Молитвата треба да биде со вера. Бидејќи со вера човекот може да го исповеда Бога и со вера човекот може да го бара спасението. Молитвата треба да биде и непрестана. Јас знам дека имаме работа, јас знам дека буквално сите што дојдовте тука имате и домашни врски, сте изнамачени. Реално и македонците како народ сме изнапатени. Но нашиот живот е молитва, браќа и сестри. Како? Па добре, ја може да ги се молам. Оде се молиш, ама викаш: ега умрем, ега ова ми се деси, ега ова. И ти се дешава. Зошто ти се дешава? Зошто ти се дешава? Комшијата ишол на бајачка да ти преведе? Не. Со одењето го сведочи со Бога. Со работењето го сведочи со Бога. Со својата душа, кога работиш, се молиш на Бога. Иако ти реално мора да размислуваш каде ќе го ставиш ова, каде она ќе го ставиш. Бог ти дал сила и моќ во тие моменти да му се помолиш од душата. Бидејќи молитвата не извира само од паметот. Молитвата
најпрвин треба да избира од тука. Бидејќи како што и љубов, тоа за која збориме, мечиња, срциња, Валентин, Малентин, нема веза, вистинската љубов тука е сега. Сега полево, подесно, ќе се договориме на таму. Но, и молитвата треба да биде за сите и за се. Ајде, да видиме што е тоа за сите и за се. Најлесно е да се Дејан вечер ќе се легне и најлесно е Дејан да се помоли за Тренчето, за Анчето, за Зорица, за себе и да си легне. Тоа е најлесно. Боже, помаги, давај ни на сите и на нам здравје, среќа. Као Демек цел ден сум учел, сум седал на Facebook, нешто слично на Skype. Најлесно е. Најлесно е да даваш на некој што ќе ти врати. Најтешко е да даваш на некој што нема да ти врати. Вистинската молитва се гледа кога ќе се молиме и за другите. Зошто велам за другите? Сите таме правилно. Еве, Дејан има една сестра. Во последни редови. Дали има Дејан други сестри? Да. Да. Сите од Адам и Ева исклучивме. Не исклучивме од Адам, Ева, Петко, Трајче, Тренда, Владко, Стојанка, Петре. А Адам и Ева ги создаде Бог. Кога се молиш за сите, тогаш вистински можеш да се молиш за себе. Бидејќи кога ти во молитва ќе бараш добро за другиот, Бог ќе ти даде добро и на тебе. Има едно основно правило како да постапува другиот со тебе. Како што ти сакаш да постапува тој со тебе, така и ти да постапуваш. Тој ќе постапува добро. Имено, имаш еден пример, пак со ова светогорци, да ќе ви кажувам. После Втора светска војна на Света Гора, во еден манастир доаѓа еден војник, еден старец кој имал дар на видовитост. Оти тој буквално старец имал и дар на чудотворство, со својата молитва да лекува со Божја помош други. Оди кај тој старец, да го замоли, тоа се помоли за другар му Петра или другар му Далибор, било кој. И како оди по патот, Бог му јавува на старецот, старче, ќе дојде кај тебе еден војник, по име тоа и тоа да се моли, ти да се молиш за неговиот другар. Навистина, тоа е човек. И му вели старецот, стој. Најпрви, застани со мене, да се помолиме, да му воздадеме слава на Бога. Се помоли. После му рекол, дали си спремен сега да се молиме за целиот свет? Ајде, старче, да се моли. Се молиле за целиот свет и војникот клекнува и плаче пред старецот. И му вели старецот, добро, зошто ти плачеш? Тој вели, старче, јас бев учествувал во Втората светска војна. Лево, десно околу мене крушуме. Лево, десно околу мене мртви. Но се молев на Бога, Боже, те молам, поживи ме, за да можам да ти се молам, да можам да го славословам Твоето име. Јас сум пред тебе сега, старче. Аз плачам, бидејќи сваќам дека како христијанин не сум повикан само да се молам за себе, но сум повикан и да се молам и за другите, бидејќи Христос не се распна само за мене, но се распна и за другите. Во истиот момент, другар му оздравува. Нормална работа, што мислевте ви? Ќе оздрави. Молитвата со вера ќе го крене болниот од постелата. Ќе го крене. Нема да, нема не. Да има, го крева.
колку ќе живееме, што ќе живееме, сето тоа е Божја воля. Сега, кога веќе сме ке молитва, малку да разглобиме видови на молитва. Имаме заедничка молитва, посебна молитва. Заедничка молитва е богослужението во црквата. Без разлика дали зборуваме за венчавка литургија, дали зборуваме за крштење, бидејќи во молитвите свештеникот сите ве повикува во мир да се помолиме на Господа. Не вели во мир јас да се помолам на Господа, а вие седете си, имаш поред. По некој пат нема. Тоа е заедничка молитва. Заедничката молитва е молитвата на заедницата кога сите на Бога се молат како еден. Бидејќи Бог не повика сите на заедничка молитва. Христос рече: каде се двајца или тројца, или како на пример колку и да сме души сега, математика 5 за джавино. Колку сега 20 души да сме, сепак ако се собера помолиме, Бог е помеѓу нас. Да, тоа е заедничката. Посебната молитва, како посебна е молитва кога сам се моли. Како вид на посебни молитви има? Спомнавме молитва кога бараме од Бога нешто. Бараме од Бога начинот како што спомнавме на почетокот, здравје, среќа, пари, слично, за кој ви зборува всушност што вистински треба да бараме. Значи просбена молитва кога бараме од Бога нешто. Но најчесто ве молам, барајте од Бога најнапред оно што е за ваше духовно спасение и потоа ќе ви го придадем на материјалното. Секогаш е така. Сум имал пример во животот и затоа ви го сведочам. Да не беше така, ќе ви го рекам. Но сум имал и сум доживеал кога Бог особено од сите страни дава. Имаме славословна молитва, како што ви спомнав во примерот со војникот и светогорецот. Не бараме, но му даваме благодарност и го славиме Бога за сето оно што го направил за нас. За сето добро. Но и за сите маки и страданија кои сме ги доживеале, за да ојдеме кон патот на истината. Бидејќи вистинската молитва не е само кога благодариш на Бога, фала ти Боже, жив и здрав. Кога му благодариш и на Бога, фала ти Боже што денеска сум малку болен, но знам дека ќе ми помогнеш пак да бидам жив и здрав. И на вистина, Бог ќе помогне. Ама, тоа е една од вистинска молитва. Потоа, како молитва и покајната молитва. Кога се каеме за нашите гревови, кога се каеме за нашите согрешенија. Сега, за кого треба да се молиме? Деја ми спомнам малку, пак ќе ви спомне. Прво, секој се моли за себе. Па добро. Најпрви треба личното спасение да го гледаме, а потоа да се трудиме да се спасиме во заедницата. Но најпрви, како ќе се познае нашето христијанство? Кој ќе се молиме за непријателите. И јас сум човек, јас имам непријатели. Јас имам луѓе што ми изгрешили. Тоа е, пак се молам за Бога, иако проштавам, пак се молам за Бога за нив. Потоа кога ќе се молиме за ближните. А ближните кои се? Ближните се сите луѓе. Без разлика, пол, возраст, политичка партија, без разлика на изопачености, сите се ближни. Потоа да се молиме за сиромасите, за гладните, за жените. Реално кога го зборувам ова, највеќе тешко ме прави. Бидејќи тоа се случува. Замисли да се молиш на Бога: Боже, дај ми спасение
а твојот ближен тоне во пекол. Замисли да се молиш на Бога, Боже дај ми корка леп, а твојот ближен гладен е. Замисли на Бога да се молиш, Боже дај ми нови верстаче, ципелици и одело од твојот ближен да немаш што да облече. Затоа реков, не треба најпрве само за себе се молиме. Бидејќи кога вистински ќе научиме да се молиме за другите, тогаш и Бог ќе ни даде. Немојте да мислите дека ќе ги остави Бог. Потоа да се молиме за заблудените. Заблудени. Кои се тие заблудени? Оние кои не се во вистина. Оние кои со својот живот се оддалечиле реално од Бога, но се оддалечиле и од вас. Јас се дрогирам, јас пушам, јас пијам. Зарем не сум заблуден? Заблуден сум 100%. И затоа треба да се молиме за таквите. Јас велам Бог не постои, јас велам кој бе, Бог? Не! Зар не сум заблуден? Заблуден сум не сум. Ајде, не се срамате. Расипавте осени јајца. Потоа треба да се молиме за родителите. Браќата, сестрите, братовчеди, стрини, тетки. За сите и за се. И потоа и за себе си. Најпрвен кога ќе научиме вистински да се молиме за другите, тогаш и Бог ќе ни даде вистински нашто што ни треба. Зошто ви зборува пред кај богослужение заедничка молитва? Бидејќи тие две работи, многу се срамите, имаат таква сила, бидејќи Бог рече Бог е кога двајца или тројца го бараат заедно. И затоа треба да практикуваме не само во нашите домови, но и во нашите храмови. Во нашите храмови да се молиме на Бога. Во заедништво. Бидејќи тогаш Бог ќе ни ја услиша молитвата. Не велам дека Бог нема да ти услиша молитвата кога вечер во твојата скришна соба, односно сами за себе ќе се помолиш. Не велам. Ако искрена Бог ќе ти ја послуша. Но колкава е силата кога заедно ќе молите од Бога една работа? Зарем, еве, сите сте били ученици. Ќе ви дадам општ пример, и се уште има ученици и студенти. Како добивавте одложување на тест, на испит или на нешто слично? Кога ќе одите еден, добро, и јас некој пат не сум добил одложување, кога ќе одем и цел факултет. Кога ќе одите повеќе. Во заедница, тогаш Бог вистински ќе ви даде од искрено барате. Оти, тој рече дека јас ќе бидам помеѓу вас, кога сте 20 или тројца во мој име. Самата заедничка молитва укажува на верните дека се повикани во меѓусебна љубов, бидејќи се делови на едното тело во Бога и треба да живеат во единство и меѓусебна љубов, како што има единство и меѓусебна љубов помеѓу лицата од Светата Тројица. И на крај, кога збориме за молитвата, цело време Дејан збореше саат и нешто за молитва кон ближни, кон пак и така. На крај, треба да се молиме за нашите упокоени. Врвот на човековата љубов се покажува во молитвата, не се покажува врвот на човековата љубов во нешто друго. Вистинскиот врв на нашата љубов кој ќе види кога човекот после својот земен живот ќе го молитвено ќе го установуваме. Имаш еден пример со еден монах. Тој се плашил за своето спасение, многу му било битно спасението, не се молил ништо, спасение, умрал му. А старецот му велел, моли се, труди се, умрал. И се молил старецот на Бога, Боже дај покажи ми што се случува со монахот, со мојот брат. И Бог му го покажува пеколот и монахот гори во оган цел. Старецот се испрашил и решил да се моли постојано на Бога за монахот. Потоа повторно му се јавил Бог,
по неговите молитви, монахот бил добро во положение. Продолжил со пост, со молитва, со милостина и после неговите молитви, оној кој што со своите дела не можел да се спаси, поради молитвите на старецот и на мноштвото на верни бил спасен. Реално народа за душница и други работи не се за да куснеме лекче, да куснеме кебапче. Кебапче, кога ви велам, навистина не сум задоволен. За душниците се за да се помолиме за душите на оние што до вчера им викавме дека ги сакавме. И заклучок би сакал да ви прочитам еден стих од Матеј 7 глава 7 и 8 стих. И потоа, значи, ќе ве потикнам да не се срамите и да дискутираме. Кој има прашање да постави прашање. А заклучокот се однесува сепак на темата, не на нешто друго. Значи вака, како што спомнав, сакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака, добива, кој бара наоѓа и кој чука ќе му се отвори. Тоа е се на темата. Сега, верувам дека има нешто нејасно, бидејќи не сме сите родени да знаеме, а и кој знае дека ништо не знае, тој е најголемиот меѓу сите. Така беше? Ајде да видиме што не знаеме. И што не ни е нејасно. Ајде да сакаме. Сакам едно така хубаво објаснување, појаснување фактички, по однос на причествот. Добро. Дали сме ние достојни да земеме причест доколку? Дали сме достојни да земеме причест доколку не сме направиле поединечно исповедување? Да. Има една молитва што свештеникот ја чита за време на литургијата, никој не е достоен. Значи, а буквално и свештеникот кога ја служи литургијата, ја служи недостојно, се моли на Бога за да го достои за истина. Сега, дали сме достојни да ја примеме причестата неисповедани, дали или нешто друго? Значи, треба да практикуваме и навистина треба да се трудиме да се исповедаме. Но верувате дека Бог ги простува гревовите кога искрено ќе се покајаме за нив. Што доколку ојдеш да се исповедаш кај свештеникот, а не се покаеш? Имаше случај, му јавува ангел на свештеникот, ќе треба да дојдат кај тебе две жени грешници, да се причестат, не се исповедани, да им забраниш да се причестат и да не им дадеш. И доаѓаат наистина многу жени народ, но никако да видите жени грешници. И таму помеѓу последните гледат две жени во многу светла облека. Се збунил, вели ангел Божи ми се јави. Зошто е ова вака? Ги причести. И му рекол на ангелот, кога повторно му се јавил, ангелу Божи вели, не дојдоа две блудници. Та вика, не дојдоа. Не дојдоа да се исповедат кај тебе. Но пред да дојдат да се причестат, тие со солзи се измија. Покајанието. Тоа е најбитно. Сега кога сме веќе тука. Јас не уште тука. Да објасним. Че се преселуват на две. Добро. Сега не е дошол моментот. По однос на постите. Сега малце можда ќе треба едно така као брошурче као за великденските пости. Начинот на постење, за богородичните и за божитните. Кој денови како се јади што? Сепак мислам јас навистина да додржам предавање по ова. И прашањето не би ти го одговорило типички карактер, бидејќи да го одговоримо типички карактер нема да е најмоја суштина.
Но би ти рекол едно. Не оно што влегува во устата го сквернува човекот, но оно што излегува. Постот со послаба храна е со цел да ги ослаби човековите страсти и човековата сила, за да не се одаде на греф. Црквата пропишала еден вид на пост, значи вака и вака ќе постиш великденски пост од понеделник до петок, безетни саботи и недела си. Но таа и рекла, оној кој што не може да пости на тој начин, има разрешение. Но пред се, најбитно е духовниот пост. Тоа е најбитно. И пред се, без разлика од и не секој може да го пости тој пост, како што е препишено од црквата, пред се битен е постот од душата. Ако од душата излегува твоето смирение и да не можеш да постиш без зејтин, како што црквата пропишува, навистина си достоен за причест. А доколку постиш без зејтин, а блудничиш, доколку крадеш, доколку се караш дома, чао ти. Навистина. Сега, пак сме тук. Сакам да земам причест, а еве не сум во можност да постам толку строго, нели по тие правила. Добро. И сега, дали свештеникот треба да ми го тоа поединечно на мене разреши како на тај начин да земам причест или тоа јас сама се одлучам? Значи не можеш сама да одлучиш, а за сето тоа има зборување со свештеник. Добро. За сето тоа има муабет со свештеник. Значи, со свештеникот Но он треба да разреши. никој не би те вратил од нив, ако знае дека искрено тоа се направи. Не, во моментот, например, кога се зима причестот, така се прават нели повеќе гужви, но Да. тоа се прави претходно. Тоа ќе се направи претходно и ќе се направи муабетот, бидејќи и пред таквиот пост свештеникот е оној кој што може и навистина да ти разреши и да направи муабет со тебе и да те поучи за тоа. Да. Бидејќи сепак и постот, кога постиме, е од смирение кон Бога, а не поради нешто друго. Тоа не е исто како исповед некоја. Не, Пред тоа да се побуда. не. Не, друго е, моментот на исповед е кога после покаянието и после искажаните твои гревови и спремноста пред Бога да се покаеш, свештеникот со силата и власта која му е дадена од Бога, кога Христос вели на учениците, што врзете на небото ќе биде сврзано и на земјата, и што развржете на земјата ќе биде развржено на небото, со таа власт ги простува гревовите. Тоа не е исто. Не е исто. Но пред се, пред да појдеш таму, најважно е самиот со себе и со Бога да се измори. Кој? Да се цари. Мислим дека нешто знам, а ништо не знам. Тек сега знам дека ништо не знам. Но, дали не му досадувам на Бога, кога и ноќите ми се јави потреба да го побарам? И улезе ке се оставим. Не, Дали му досадуваш на Бога? да. Дали не сум досад. Дали како чедо, Со отварање на очите го дали да. царки ти имаш дец, така? Да. Дали ќе ти издосади чедото кога вечери од 2 сат ќе ти дојдат кога? Треба да ти објаснам уште. Да му досадувам зашто му... Не издосадуваш. Да. Посебно благодарам. Може орца да го викат и у монастир да помага. Некој друг. Ево, јас сакам да прашам за темата, нели, молитва. Имаме ние секојдневни молитви. Пред започнување на работниот ден, завршување на работниот ден. Имаме молитва утринска, нели, имаме молитва пред јадење, значи, имаме појадење, имаме секојдневна исповед на гревови, како, после имаме молитва, нели, Божја молитва, Отче наш, Богородична, тие се секојдневни, веруваме во Бога. Дали ние можеме како верник секој ден сите тие молитви да ги сме должни или не е битно? Има превише молитви. И плюс да светецот молитва. Има и утренни и вечерни молитви. Да. Значи, црквата ги пропишала тие молитви, поради тоа што со тие молитви се молиле свети луѓе кои му угодиле на Бога. И значи, кога имаш молитва од некој кој угодил на Бога и со истите зборови искрено се молиш на Бога, верувај дека ќе биде услишана твојата молитва, бидејќи молитвата на праведникот може да спаси.
Затоа се тие утрените и вечерните молитви кои ги препишала црква. Убаво е пред се и да се молиме со тие молитви и да читаме од молитвеникот утрени, вечерни. Но тие молитви ни се дадени како образец со кој треба да се молиме, бидејќи кога молитвата Отче наш, кога го прашуваат апостолите Господа како да се молат, тој им ја дава Отче наш како образец со една цел, да не лутаат со својот памет и да бараат нешто друго. Им ја дава молитвата каква треба да биде. Славословна и да бараш прошка од Бог. А секогаш е добро кога преку молитвите што ни се дадени, што кажат и што го се и Отче наш, и Богородица, и за Светецот, да се молиме кон Богородица и кон Светецот, бидејќи тие праведници кои веќе се спасени, преку молитвите кои кон нив ги вознесуваме, тие се молат на Бога за нас. Тоа е добро. Но пред се и тие молитви утрени и вечерни не треба да ги чувствуваме како мораш, ако не се молиш, готов си. Но треба од најпрвен од срцето. И самата потреба за молитва да искочи од срцето. Бидејќи да се молиш и наутро и навечер без воља е само себесилување. Дури не сите луѓе имаат молитвеници, не сите тие луѓе ги знаат тие молитви. Битно е тука. И со своји зборови ќе го се. Ќе му благодариш на Бога и тие луѓе што ги напишале тие молитви, ги напишале со своји зборови. И затоа се свети, и затоа се со нив се молиме на Бога. Вика, молитвата со солзи е најјака молитва. Да. Нели? Да. Дали знаете зошто? Тоа е тоа што појде од срцето, не е да потека Ми е гребовишка. И ми е гревови. Да, и ми е гребовишка. Дали че не се јасно ти беше или... Ти разговараме. И молитвите на нашите молитви за умрените да се молиме, нели? За умрените. Достигнуваат до умрените за да се избават и они од некој греф, од нешто, нели? Не умрените, до Бога. Моли? До Бога да се До Бога, да, за умрените, молитвите наши, нели, за умрените, упокоените што се утвари, стизат до таму за да можат да се избават и умрените од некои страдања, гревови и така натаму. Достигнува до Бога, ви кажа. Вика, молете се за умрените, зашто и умрените се молат за вас. Да. Така ли? Умрените кои се во рајот, тако светителите, бидејќи сите тие се умрени, што спомнајќи што го се молитвите кон светителот, да. Кога ќе се молиш на нив, тие ќе се молат за тебе пред Бога. Пред Бога, да. И затоа и ние се молиме и на светителите. Бидејќи тие се праведници кои со својот живот угодиле на Бога и се молат на Бога за вас. Соборно послание на светиот апостол Јаков. Благословен е родот на трпението во маки. Изворот на гревовите, потребно е да се прими Господовото Слово и да се живее според него. Јаков, слугата на Бога и на Господа Исуса Христа, испраќа поздрав до 12 колена кои живеат растурено. Радувајте се, браќа мои, кои ќе паднете во разни искушенија. Знаете дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да моли со вера и никако да не се осомнева. Оти оној кој се сомнева, прилега на морски бран, кого ветрот го издиги растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Понизениот брат нека се пали со возвишеноста своја, а богатиот со својата понизност, бидејќи тоа ќе помине како цвет од трева.
Оти сонцето огрева и со својата горештина ја исушува тревата, и цветот неизин отпаѓа и убавината на неизиниот изглед исчезнува. Така ќе овене и богатиот по својот пат. Блажен е оној човек кој поднесува искушение, бидејќи откако ќе биде испитан, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Ниеден, кога е во искушение, да не моли, да не вели: Бог ми искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува и Он никого не искушува. Но секого го искушува неговата похот, која го влече и мами. Потоа похотта, откако ќе се зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не заблудувајте се, браќа мои возлюбени. Секој добар дар и секој совршен подарок иде од озгора, доаѓа од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Оти Он не роди по својата волја преку словото на вистината, за да бидеме почеток на неговите созданија. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз во слушањето, а спор во зборувањето и бавен на гнев. Бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Затоа, отпрелувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со смиреност примете го насаденото слово, кое може да ги спаси душите ваши. Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејќи се сами себе. Оти кој го слуша словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа собственото си лице во огледалото. Ќе се погледне, па ќе си замине и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се задлабочи во совршениот закон, на слободата и остане во него, тој бидејќи е незаборавлив слушател, туку извршител на делото, ќе биде блажен во своето делување. Ако некој од вас мисли дека е благочестив, а не го обуздува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата благочестивост е суетна. Чиста и непорочна вера пред Бога и Отецот е оваа: да пригледнуваш сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неосквернет од светот.